Со самостојна изложба, познатиот уметник и историчар на уметноста Гоце Божурски деновиве ја отвори манифестацијата Денови на македонска култура во Нишкиот културен центар. Изложените дела припаѓаат на циклусот Wall Art. Божурски е добитник и на високо меѓународно признание, специјална награда за значаен придонес и ликовни достигнувања во минијатурната уметност на второто меѓународно биенале на минијатурна уметност, графика и цртеж во Битола, кое што се одржа во август. Во рамките на биеналето Божурски се представи и со самостојна изложба. Мојата изложба сега за прв пат во Ниш, самостојна, се организира на покана на Сдруженијето на македонци во Нишката околија, Вардар, по иницијатива на господин Благој Петрушевски, кој е председател на Сдруженијето. Ова Сдружение постои веќе 12 години, колку што разбрав, и имаат бројни активности. Не знам сега колку на број, но прилично динамична активност имаат, од она барем што го разбрав. Оваа година манифестацијата почнува со мојата самостојна изложба, бидејќи така термините беа издоговорени во зависност од нивните активности кои понатаму треба да ги продолжат во следните скоро 15 дена. Колку што знам, со сигурност треба да гостува книжевен клуб од Штип, требаше да гостува тука и од кај нас од Куманово Сдруженијето наше на пензионери, но поради ниското буџетирање, мислам дека таа активност ќе се откаже. Имаат бројни настани исто така, дали поетски читања, дали камерни представи и слично. Во Нишкиот културен центар, односно галеријата на Нишкиот културен центар, која представува една поголем простор од 3 споени простории, нешто слично како што е и нашата уметничка галерија. И тука беа изложени слики, кои се од поголем формат, најголемата е од 3,5 метри и другите се околу метар на 80, вклупно 15 слики и тоа од најновиот циклус слики кои се дел од една групација на дела кои ги работам последниве, да кажеме, скоро 2 децении. Wall Art се вика циклусот, Zid Art. Тоа се всушност дела кои се настанати инспирирани од зидови графити со врежани мноштво имиња како израз на некои љубовни пораки. Всушност тоа е и пораката која преку моите слики сега сакам да ја пренесам. Но не само љубовта во најтесна смисла, како најсилно чувство емотивно, туку една поширока порака, една човеколюбива, хумана, за добрината, за сакањето општо и така натаму. На покана на Владо Ѓуревски, кој е уметнички директор на графичкото триенале во Битола, тоа е исклучително голема манифестација и можна значајна во светот. Сега велат дека е тоа меѓу 10 најдобри кои се организираат во светот. А доволна илустрација за тоа е што на ова изложба учествува над 600 автори со 800 дела и мислам дека, ако не се лажам, околу 80 земји од целиот свет. Јас учествував со некои минијатури, меѓутоа по повод наградата која ми ја доделија, јас се представив и со еден полиптих составен од 1001 минијатура и тој полиптих се викаше Сонот од 1001 ноќ. Тоа се минијатури работени цртежи, сите се оригинални, со димензии 10 на 10 и вкупно, значи, полиптихот беше 10 метри на 1 метр. Тоа е значајна награда и се вика специјална награда за посебен придонес и развој на и достигнувања ликовни во областа на минијатурата во светот. Јас имам обичај да се нашалам дека најомилените награди ми се внуките две тука од синот и од снајкава и внукот од керка и од сетот. И тоа е така, за секого е тоа така, особено нели за дедовци и баби, како што сум јас дедо. Но имало награди и национални, голем број,
и меѓународни награди. Јас на шега имам обичај да кажам и дека не сум ја добил наградата за животно дело, ама здраве, да може и тоа ќе се случи, макар и посткумно. Наградите секогаш се добре дојдени и тоа е пријатно да се почувствува, нели, такво нешто. Меѓутоа не се најважни, затоа што наградата е некакво признание за она што некој автор го работи, но сепак, значи, наградите може би ќе дојдат, а може би нема никогаш да дојдат. Најважно е што се создаваат дела, значи за оние автори, зборам, кои создаваат добри дела, тие секогаш може да добијат награда. Се разбира дека во дадениот момент зависи само од оној наблюдувач или оној што треба да ги даде. Неговите видувања некогаш се такви или онакви, но битни се делата. Ако делата се добри, тие ги заслужуваат сите награди. Без оглед на тоа дали ќе ги добијат или не. Уметникот Гоце Божурски зад себе има десетици самостојни изложби и учество во стотина групни изложби во Македонија и во странство. Добитник е на повеќе национални и меѓународни награди. Божурски скоро 4 децении се занимава со ликовна критика и автор е на стотина текстови, осврти и критика за многу македонски и странски уметници. Гоце Божурски има работено како кустос во уметничката галерија во Куманово. Беше директор на Кумановскиот народен театар и долгогодишен советник за ликовна дејност во Министерството за култура.